Сигурни сме и убедени дека ова го правиме за доброто на нашите деца, за доброто на нашата иднина и за доброто на нашата најмила Република Македонија. А сега дозволете ми да ги представам кандидатите за членови на Совет на единицата на локалната самоуправа Кичево, кои во наредните 4 години ќе се залагаат за нашите интереси, за развој на општината и за подобро секојдневие и за подобра иднина. Да ги поздравиме. Игор Ѓорѓиовски, Веле Јовановски, Александар Томагатовски, Сашо Настевски, Миланка Станишовска, Виолета Новеска, Дарко Сарафиловски, Златко Секуловски, Маријана Никодиновска, Радован Николовски, Душко Симјановски, Братислав Вилјановски, Виолета Јанакиевска, Боби Мојсовски, Јасмина Дејановска, Илма Симеровски, Идаве Раджеповски, Чедомир Арсовски, Ленка Коцич-Карамфиловска, Александар Арсовски, Јана Костадиновска, Ванчо Србаковски и Дејан Пандилов. Во изминативе неколку години видовме како Вранештица од една рурална општина може да се развие и да напредува и да постане погодно место за живење, да се развие земјоделието и стопанството и да се обезбеди инфраструктурата. Секако за тоа најзаслужен е сегашниот градоначалник, а сега кандидат за член на Советот на единицата на локалната самоуправа на Кичево, господин Ванчо Србаковски. Почитуван градоначалник Деспотовски, почитуван пратеник Игор Ивановски, почитувани пратеници Милошовски и Китановски, драги членови на СДСМ, ценети членови на ВМРО ДПМН и драги кичевчани. Вечерова сме собрани сите на едно место со една цел, со историска обврска и задача во Кичево. Затоа најпрво сакам да истакнам неколку работи. Прво, да се заблагодарам на централното раководство на СДСМ и на ВМРО ДПМН, што ја прифатија нашата иницијатива, што се согласија да имаме заедничка коалиција и заеднички наступ во Кичево. Ова е голема работа. Ова е голема работа за сите нас и оваа коалиција не е за една употреба, туку е долгорочна коалиција за доброто на Кичево, за доброто на нашите деца, за доброто на Република Македонија. Атмосферата кај луѓето е добра, цел град, мнозинството кичевчани ја прифаќаат оваа коалиција позитивно и тоа многу ме охрабрува, но тоа значи дека и пред нас имаме многу сериозна задача. Јас 2 мандати бев градоначалник на Вранештица и знам што значи да се работи со луѓе и за луѓе. Сега се работи за уште поголем влог, за уште поголема општина, како што ќе биде општина Кичево од 25 март па натаму. Моето искуство и партиско и политичко и градоначалничко го ставам на целосно располагање. Ќе работиме заедно за градоначалникот Деспотовски Ташко, до изборите, но ќе работиме уште повеќе и по изборите. Победата во Кичево ќе ја заслужиме и ќе ја добиеме само со работа, со единство и со масовно гласање, а потоа таа победа ќе мораме да ја оправдаме со многу проекти од корист за сите граѓани. Градоначалникот и Советот на општината имаат и знаење, и искуство и енергија, но за да бидеме успешни, ќе мораме да имаме поддршката и на Македонското собрание и на владата на Република Македонија. Затоа дозволете да истакнам дека од сите пратеници во Македонското собрание и кои вечерва се присутни со нас, очекуваме едногласно да ги поддржуваат интересите на Кичево на централно ниво.
и да не заборавиме дека освен градските проекти, ќе треба да изработиме и проекти за Другово и за Србјани, и за Вранештица и за Тајмиште, и за Челопеци и за Белакула, и за Раштански пат и за Осој, и за Врждани и сите други околни села и приградски населби. Кичевските села се исто толку важни како и градот Кичево, ако заедничката цел ни е напредно Кичево. Мораме да го исправиме на нозе кичевското стопанство, ако заедничката желба ни е по-доброто утре на нашите деца, тогаш мораме како општина и држава да отвориме што повеќе работни места за кичевчани. Нашиот слоган е Кичевчани за Кичево и тој не обединува сите. Најважно ни е што меѓу нас ја повративме довербата како сограѓани и јас ќе дадам се од себе, а и СДСМ како партија ова доверба да биде искрена и долгорочна. Градоначалникот Деспотовски до вчера ми беше колега како градоначалник на Вранештица. Од утре ќе бидеме соработници во општина Кичево. Користам прилика и нему да му се заблагодарам за личниот придонес што тој го даде за да излеземе со заедничка листа. Тоа беше најбитниот момент и затоа нашиот подпишан договор, нашиот даден збор е нашиот најсилен аргумент пред сите кичевчани. Заедно сме сите и македонци, и турци, и роми, и муслимани, и христијани, и сите добронамерни луѓе што умислат добро на нашето Кичево. Овде нема место за делби, за граници, за големи држави и за етнички радикали. Овде во Кичево имаме место само за големи луѓе, за вредни луѓе, за домаќини, што ќе работат за развојот на градот како нераскинлив дел од Република Македонија. Нека ни е честито заедништвото, нека е беричет на работата. После ова конвенција сите здружено продолжуваме со својата работа, а на 24 март сите здружено излегуваме на гласање со успех и со среќа, па да си честитаме и да прославиме за една голема и заедничка победа. Да живее Кичево, да живее Кичевската коалиција и да живее Република Македонија. Изминатите 4 години и Кичево ги измени својот лик. Се постигна и напредна. И затоа кичевчани за Кичево му ја даваат поддршката на сегашниот градоначалник господин Благоје Деспотовски Ташко. Почитувани кичевчани од сите политички партии, од СДСМ, од ВМРО ДПМН, од ВМРО Народна, од Обединети за Македонија, од Социјалистичка партија, од Либерално-демократска партија, од турските партии, Турската демократска партија и сите други турски партии, од сите ромски партии, добро вечер. И на почеток дозволете ми да го поздравам шефот на изборниот штаб на Социјалдемократскиот сојуз и пратеник во Македонското собрание господинот Игор Ивановски. Нашиот пратеник од Кичево господинот Антонио Милошевски. Моите двајца колеги од општините Вранештица и Другово, господинот Ванчо Србаковски, председавачот на Советот на општина Кичево, господинот Ѓорѓија Сајковски, со кој сите вас
ве поздравувам и можам од тука да ви ветам една работа, дека ќе продолжам да работам онака како што работев во изминатиот до сега во изминатиот 4-годишен период, заедно со Советот на општината Кичево, што сега ќе биде составен баш од сите партии, за да може сите да ги побараат оние проекти што им се важни за сите граѓани. Мислам дека овој пат не може никој да биде привилегиран, а јас како градоначалник сигурно ќе бидам под многу поголем притисок да работам уште подобро и уште повеќе за сите граѓани на Кичево. Она што го сработивме во изминатиот период заедно со Советот на општината Кичево е над 200 сработени проекти во сите населби на општина Кичево. Почнувајќи од Горица, каде ги сработивме скоро сите улици, мали и големи, во Иванидол, каде направивме и канализација и направивме над 3 километри асфалтирани улици, поплочени, во населбата под Крушино, каде ги направивме сите улици, во населбата Раштански пат, каде ни останаа уште мал дел на улици, во населбата 22 декември, во населбата Чифлик, во населбата Девеана нема неасфалтирана улица, во населбата Калентерица сега ги довршивме сите улици заедно со најголемата Душан Јовески и сите приклучни улици. Потоа во центарот на градот го направивме првиот дел на улицата Александар Македонски, продолжуваме понатаму кон пазарот, тоа е еден од најголемите проекти што ќе го сработиме и го работиме во моментот. Подварош направивме се што можевме од поплочување и асфалтирање на улици. Во населбата Бичинци, каде претежно живеат турци, албанци, почнавме и ја сработивме канализацијата, почнавме да ги поплочуваме улиците. Во населбата Пашино ја направивме најголемата улица и неколку помали улици. Значи, секаде, каде што ветивме во минатата програма, сработивме се што можевме, но тоа се само дел од инфраструктурните објекти, а сработивме доста и во областа на образованието, каде отворивме 2 нови факултети и 2 училишта. Во областа на социјалната заштита изградивме заедно со владата зграда за социјални станови и некаде 32 семејства незгрижени добија своји станови, но тоа не е доволно и тоа ќе мораме да го продолжиме, затоа што во овој град има доста луѓе што се уште го немаат решено својот проблем. Исто така, во сите други области изградивме доста. Пред сите стамбени згради го решивме паркирањето и пристапните патеки со плочки. Сега буквално сите наши граѓани не газат барем кал, одат и се чувствуваат како граѓани. Тоа ми е мило. Тоа ни дава надеж дека можеме сега да се посветиме на оние проекти кои ги започнавме во минатиот 4-годишен период, а вие се уште не сте виделе ајде или фајде од тоа што го работиме, а тоа е отворањето на индустријската зона Иванидол 2, отворањето на технолошко-индустријско развојната зона Кичево и она што мислам дека најмногу ќе потикне економијата во општина Кичево, а тоа е отворањето на 2 рудници Тајмиште за железо и Стогово за манган. Јас знам дека само со развој на економијата ќе можеме да им помогнеме на сите граѓани во општина Кичево, на сите оние што навистина сакаат, знаат и можат да работат, и што е најважно да ги задржиме младите во овој град, затоа што почнаа да се иселуваат кој во Скопје, кој понатаму, така да го знаеме најгорливиот проблем во овој град, почнавме да го решаваме и мислам дека во овој период, во првите 6 месеци после изборите ќе се посветиме заедно со Советот
на кој морам да ви кажам дека председавач ќе биде од Социјалдемократскиот сојуз и заедно ќе работиме за решавање на најгорливиот проблем во општина Кичево, а тоа е смалување на невработеноста. Ако овие проекти ги реализираме, рачунаме дека за година време ќе створиме некаде над 1000 нови работни места, што е многу значајно за сите нас, затоа што тоа ќе значи нов поттик за развој на сите други дејности, и на угостителството, и на туризмот, и на образованието, ќе може да се вработат луѓе во администрација, ќе може да отвораме нови градинки и така натаму. Сето тоа е поврзано со развојот на стопанството и тоа е првото на кое ќе се посветиме. Но нема да запреме тука, затоа што во нашата изборна програма има околу 208 проекти, од кои некои се за решавање, да речеме, на водоводите и канализациите во селата, се пишани како еден проект, но во Кичево има 80 и неколку села. Рачунајте колку проекти треба. Секој од нив е 80 проекти. Еден водовод нерешен, значи нема еден нерешен, него имаме 30-40 нерешени проблеми со водоводи во селата, како што истакна мојот колега Ванчо, сега бевме во селото Тајмиште, луѓето се жалат дека имаат проблем со водовод. Истото го имаат и во Кнежино, истото го имаат и во Рабетинска река, го имаат и во Зајас, но за жал сега не мислат на тоа, а ова се локални избори. Ние зборуваме за локални избори, ние кога ја правевме оваа коалиција, немавме некоја голема идеја. Нашата идеја беше едноставна. Ние сакаме да работиме во насока за развој на Кичево, за помош на граѓаните на Кичево, да створиме услови граѓаните на Кичево да живеат подобро, без разлика на верска, национална, партиска и секаква друга припадност. Ние не ги делиме граѓаните. Тоа добро го знаат припадниците на ромската заедница, кои нема, за жал, досега, за 50 години, нема канализација, нема патишта, а сега ги изградивме и канализацијата и патиштата и во Белакула и во Мексико, и како што реков, во сите населби каде живее мешано население, направивме се она што го бара граѓаните на општина Кичево. Ние како совет и како градоначалник ќе работиме заедно, ќе се посветиме на спроведување на програмата, а исто така ќе го слушаме и гласот на народот, како што го слушнавме и сега, за да ја направиме оваа коалиција. Тоа не беше наша идеја, тоа беше идеја на сите граѓани кои не сретнуваа по улица и не викаа што правите сега. И ние мораше да ги послушаме. Значи, нема политика без слушање на гласот. Сега ќе продолжиме во истата насока. Значи, покрај ова што е напишано во програмата, сигурно нешто сме испуштиле, сигурно сме заборавиле за некое село да напишеме нешто, а луѓето, жителите на тоа населено место знаат што им треба и ние сме спремни како совет и како градоначалник да ги ставиме приоритетни оние проекти кои ќе ги кажете вие и ќе одиме по оној приоритет што вие ќе го одберете. Јас не би должил толку. Јас во изминатиот период и цел свој живот бев со граѓаните, работев за кичевчани, помагав секому колку што можев и ќе продолжам исто така. Јас сум кичевчанец од Кичево и секојаш ќе бидам за Кичево. Да живее Кичево, да живее. За крај дозволете ми со посебна чест и почитување да го најавам вечерашниот гостин,
за Кичево, како што самите велите. Сите вие во оваа сала, но и сите кои што не се во оваа сала, сте најмногу горди на себе. Бидејќи ова што во изминатите денови вечерва се случува и ќе заврши со победа на 24 март, не е резултат на нас политичарите во централите на двете или останатите партии од коалициите. Тоа е резултат на вас. Ние го слушнавме, го признавме и она кое што го побаравте, го направивме. А тоа е дека кога треба и кога мора да имаме грижа за интересите на локално ниво за Кичево, разлики помеѓу нашите партии нема да има. И од тие причини сакаме да покажеме дека на вистина партиите или раководствата го слушаат гласот на граѓаните. И да она кое што вие го побарате и на вистина и го реализираме. Во изминативе денови, а верувам и во следните, ќе слушаме разни политички изјави. Дека ова било македонска коалиција, моноетничка коалиција и веднаш и вечерва сакам да кажам дека тоа не е точно. Оваа коалиција е резултат на потребите на граѓаните на Кичево и Кичевско и е резултат на обидот да токму од другата страна во Кичево се направи за прв пат една и единствена етничка коалиција. Ние не сакавме да дозволиме големиот број на гласови и на СДСМ и коалицијата наша, и на ВМРО ДПМН и нивната коалиција да бидат залудни, да пропаднат, да бидат фрлени во бунар. Не сакавме да дозволиме граѓаните во Кичево да ја предадат општината без борба, без битка. И од тие причини рековме во Кичево ќе бидеме заедно. Нашите разлики во верувам помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН ќе останат. Жестоко ќе се бориме едни против други за подобра Македонија. Но кога Кичево ќе биде во прашање, нема да се бориме и надпреваруваме, ќе бидеме заедно и ќе побараме од вас сите заедно на купче со програмата, со проектите и со кадровската понуда да ја добиеме довербата од сите кичевчани. И сами на себе да си кажеме, оваа коалиција не е против никого, оваа коалиција е за Кичево и за секого. И да ја побараме поддршката и од македонците, и од турците, и од ромите, и од муслиманите, и од албанците. Бидејќи јас сум уверен дека и албанците сакаат како и нас да живеат во модерна, динамична и вистинска општина. Не е во денешно време патриотизам да се сликаш со пушка во рака. Не е патриотизам на некого да му наштетиш. Во денешно време патриотизам е на младиот човек да му дадеш работа, на пензионерот достоинствена пензија, на внуците иднина и надеж и на луѓето безбеден и сигурен живот. Е оваа наша коалиција тоа го сака и тоа го нуди. Тоа е вистинскиот патриотизам. И за таков патриотизам ние ќе се бориме. Оваа коалиција, бидејќи не е против никого, а е за сите и секого, е вистинскиот одговор, вистинската брана и вистинската гаранција дека Кичево ќе биде и понатаму мултиетничко, дека во Кичево ќе владее со животот и толеранцијата, но дека Кичево ќе биде напредна општина во унитарна, суверена, самостојна Република Македонија. И таа порака е најдобро да ја пратиме и од Кичево, и од Струга, од каде што пред малку доаѓам, и каде што на истиот оваков начин се договараме заеднички да работиме за интересите на граѓаните. Драги пријатели, кичевчани и кичевчанки за Кичево, ќе ги држиме не само вие двајца луѓе за збор, дека се што ќе ветат до крајот на кампањата, ќе мора да го направат. За тоа гаранција ќе бидете вие.
бидејќи она што сега ќе го добијат како доверба и одговорност, ќе мора за 4 години да го направат. За 4 години пак ќе треба да се видиме на идентичен начин и здравие Боже да констатираме. Кичево е подобра општина, заеднички сме изградиле, со животот ни функционира, продолжуваме понатаму. Конечно, ве повикувам да го искористиме преостанатото кратко време во кампањата. Да отидеме од куќа во куќа, од сокаче во сокаче, од село во село, од мало во мало. Да ги собереме гласовите на сите, од првиот до последниот. Да не дозволиме некој кој што живее во странство да одлучува за животот тука, на вас кои што останувате. Кичево ќе биде успешно и развиено само ако луѓето останат и се раѓаат деца и идни внучиња. Тоа им го должиме на сите во Кичево и Кичевско и ако, како никогаш досега, на овие избори, кога некој политичар ќе рече гласате за себе, тоа ќе биде нови избори. Вие на овие избори буквално гласате само за себе. И ве повикувам во тој дух на толеранција, на заедништво, на соживот, на надпартиски пристап, да во следните денови со многу работа споменуваме и проекти, но клучни 3 збора. Победа, Кичево, Македонија. Победа